Наместо вистински реформи во судството, јавноста сведочи за закани од премиерот Мицковски и неговата влада. Ова е опасен преседан што открива лоша и недемократска тенденција. Наместо да гради независен правосуден систем, Мицковски се обидува да го зароби и стави под целосна партиска контрола. Ова не се реформи, туку отворен обид за уништување на демократијата и владење на правото. Очигледно е дека целта на ВМРО-ДПМН никогаш не била да создаде независно правосудство. Напротив, нивната стратегија е јасна. Со уцени, закани и апсење сакаат да воспостават правосудство што ќе служи исклучиво на партиските интереси на оваа влада. Тоа е недозволиво и мора да биде осудено од целата демократска јавност. Сега се потенцира дека секоја реформа во правосудството мора да биде спроведена исклучиво низ демократските процеси, транспарентно, објективно и задолжително поддржано од меѓународната заедница. Се друго представува пат кон диктатурата. За само 6 месеци Мицковски успеа да ги покаже своите вистински авторитарни тенденции. Прво со зарабување на безбедносните служби и масовна партизација низ институциите, потоа со обид за целосно партизирање на Советот за граѓански контроли, а сега преку најава за апсење на суди и обвинители. Оно што на Груевски му требаше една деценија, на Мицковски му се доволни само 6 месеци. Ова е страшно и представува сериозна закана за демократскиот развој на Македонија. Сега се апелира до граѓаните, меѓународната заедница и сите институции што ги почитуваат демократските вредности да не дозволат авторитарните апетити на Мицковски да го уништат она што е градено со години. Демократијата, владењето на правото и независноста на институциите не смеат да бидат жртви на ничии лични или партиски амбиции.